Здраво на сите и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. И јас сум Мери и поздравувам на ова место сите љубители на астрологијата и на астропсихологијата. Еве денеска сакав нешто со вас да поделам, а тоа е дека утре на 16.8.2023 година имаме млада месечина во знакот Лав, еве овде во овој случај. И сакам нешто да зборувам за Венера, која што е веќе долго време ретроградна, што е важно, што е битно да се знае. Секако дека сите овие информации што ќе ви ги дадам се на глобално гледано и тумачено. Значи, што може нас на глобален начин да не очекува. Ако сте заинтересирани за една лична консултација, тоа значи како е вашата натална карта поставено, како се вашите планети поставени, што тоа све значи, кој е вашиот најголем потенцијал, како можете да се развивате понатаму, тогаш ќе можете слободно да ме консултирате и ќе дознаете нешто повеќе за себе. Меѓутоа, за тоа е потребно да бидете отворени, мотивирани, инспирирани на оваа тема. Значи, ајде да почнеме со ретроградната Венера. Ретроградната Венерата влезе во знакот Лав на 6 јуни и ќе го напушти знакот Лав на 9.10.2023 година, значи тоа е еден доста долг период. Секоја 1,5 година Венера, таа една лична планета, останува ретроградна. Која е таа енергија? Што значи све тоа една ретроградна планета? Битно е да се знае дека секогаш кога личните планети се ретроградни имаат големо влијание врз нашиот живот. Меѓутоа, ако се овие оддалечените планети, како што е Сатурн, Јупитер, Плуто и така натаму, ако се они ретроградни во нашата натална карта, тоа нема големо значење. Во овој случај, во овој случај и на глобален начин, на личен начин, имаме една ретроградна Венера, како што реков, она останува, ќе биде ретроградна доста долго, тоа значи точно 40 или 42 дена од прилика бидува ретроградна. Каква е таа ретроградна енергија? Све тоа што значи? Сега ние можеме да се замислиме овака. Ако ние почнеме да се движиме наназад, да идеме наназад, сега како се движиме? Дали идеме едноставно трчаме наназад? Сигурно е дека не можеме да трчаме наназад, него ќе идеме полека, ќе се движиме полека. Зашто? Затоа што не знаеме што не очекува позади. Сега сме некогаш малце по-иритирани. Ете, таа енергија на ретроградноста. Сега да речеме што друго означува Венерата. Венерата е секако владарка на знакот Бик и на знакот Вага. Значи, во секој случај со тоа ни представува некоја една врста на однос или па на љубов. Значи, ја представува љубовта, ја представува вредноста. И секогаш кога е ретроградна, ова е еден испит. Значи, што ќе бидете, што стои на испит? Па сигурно дека вредноста е на испит. Некои љубовни односи може да бидат на испит. Може да биде работното место на испит. Финансиите може да бидат на испит. Некој однос со некоја пријателка може да биде на испит. Значи, тие се сите тие карактеристики на оваа ретроградна Венера. И во тој цел период на ретроградноста од 23.7. до 4.9. ќе биде ретроградна, не ви препорачувам да инвестирате било што. Или сакате да купувате имовини или нешто друго, не е поволен период.
Што може да ни се случи? Па може да ни се врати некоја стара љубов, некоја стара вредност, некоја стара пријателка, све она каде што сме порано мислеле дека ова беше баш супер, а го изгубивме контактот, еве да речеме, некако се изгуби контактот. Во овој период може тие случаи да ни се случат, да се врати некоја стара личност од порано, некоја стара вредност, може да биде тоа и на работно место. И секако имаме шанса со тоа уште еднаш да ја погледнеме таа ситуација, дали за нас ќе биде таа пријатна овој пак или не. Во овој цел период на ретроградноста правеше Венера еден квадрат со Уранус во знакот Бик. Ако тоа го гледаме во врска на еден љубовен однос, тоа значи дека нешто нас ќе ни биде непријатно во некој љубовен однос, затоа што некој од двајцата, секогаш во еден однос имаме две машко и женско плюс и минус, еден ќе бара некоја слобода, значи ќе сака да се ослободи од една ситуација што за него не е баш пријатна. Значи кога Венера прави квадрат со Уранус, се работи за една врста на слобода. Меѓутоа тоа да не би можело да не мора да значи дека е тоа нешто многу неповолно, зависи во каква врска се наоѓате. Ако таа врска или тој однос веќе и така не бил стабилен, значи Уранус тоа го руши. Тоа е тоа. Уште еднаш ќе прави Венера квадрат со Уранус, тоа ќе биде точно на 29.9. Тоа ќе биде последниот квадрат со Уранус. Уште еднаш ќе можеме пак да ги испитаме, да бидеме на испит тие љубовни односи, тие вредности, све она на што ни е битно, што ни е важно. Све ќе биде со Уранус кога ќе прават еден квадрат, поготово за една љубовна врска, ако вашиот љубовен однос и така нешто тука нешто има, не е нешто во ред, значи знаете дека Уранус тоа он ќе го руши, затоа што еден од вас ќе сака да се ослободи од таа ситуација. Сега, што може секогаш да знаете кога имаме еден квадрат, тоа значи дека е тој нашиот најголем потенцијал. Иако е квадрат, значи со квадратот ќе можеме секогаш да се ослободиме од нешто, да научиме нешто ново. Зашто? За да се развиваме, за да добиеме да дојдеме до повисоко ниво на свеста. Затоа се тие квадрати доста битни и да ги имаме, ако замислете се, имаме една натална карта каде што све е со тригон или со секстил, тоа е нашата дарба. Значи со тоа не треба ништо да работиме, тоа е така и си иде тоа. Се ако имаме квадрати или опозиција, значи со нив ќе можеме повеќе да учиме. Иначе не постои развој, не постои повисоко, не доаѓаме до повисоко ниво на свест. Затоа се овие квадрати секогаш или опозиција кои имаме во ствари да ги прифатиме во нас, дека се тука и да работиме на себе си. Се што не очекува утре, да речеме утре на 16.8. имаме млада месечина. Тоа значи дека кога сонцето и месечината доаѓаат на исти степен, они прават со себе една конјукција. Во овој случај месечината не можеме да ја видиме. И пак е знакот Лав, тука исто има доста голема улога. Исто е Венера, тука е интегрирана, младата месечина и Лилит, тоа е црната месечина, Лилит. Сега овој квартет, што е тука во знакот Лав, имаме нешто специјално. Еве го пак овој квадрат со Уранус.
Сега, што е битно за една млада месечина, ако младата месечина прави квадрат со Уранус кој се наоѓа во знакот Бик, за сите оние што го имаат, што се например подзнак Рак или па го имаат Сонцето во знакот Рак, за вас е многу битно да знаете да ги пратите сите, да го пратите како се движи месечината. И се секогаш дека да пратите дали е млада месечина или неполна месечина, затоа што месечината во вашиот хороскоп е владар на вашиот знак, значи на знакот Рак. Значи битно е за сите оние што се родени во знакот Рак како подзнак или каде што им е Сонцето во знакот Рак, да го пратат движењето на месечината. Значи тоа е доста битно. Сега имаме еден квадрат, неповолен аспект со Уранус во знакот Бик на 20 екзактен квадрат на 23-тиот степен, што значи тоа емоционална, да се ослободиме од нешто што не прави на емоционален начин ни прави тешкотија. Да се ослободиме од нешто емоционално што веќе не е наше. Значи, затоа Уранус е тука и ни дава могуćност со него нешто ново да направиме, затоа што секогаш младата месечина ни дава могуćност да почнеме нешто ново. Може да имаме некоја нова идеја, може да имаме нова креативна идеја, затоа што знакот Лав ја представува исто така и креативност, а исто така и Венус е тука интегрирана. Нешто ново креативно да почнеме ќе биде многу добро, затоа што Марс прави исто така еден тригон со Уранус. Може да имаме многу добри идеи за тоа и сега имаме таа могуćност нешто ново да почнеме. Како што реков, само таа емоционална тегоба, таа емоционална тешкотија што имаме, што не е нешто не е нешто во ред, што емоционално не дава, уствари не гњави, ајде така да речам, од тоа да се ослободиме. Значи, слободата во овој случај, оваа млада месечина има многу голема улога, затоа што и Лилит истата енергија носи како што и Уранус, да се ослободиме од тоа што не е веќе наше. Ејте, драги мои, се надевам дека беше интересно за вас и можете нешто да научите од ова видео. Ако сте заинтересирани за една лична консултација, за тумачење на вашата лична натална карта, можете слободно да ме контактирате. Ќе ви ги поставам сите информации на контакт што се битни испод ова видео. Ве поздравувам каде и да се наоѓате на оваа преубава планета Земја и ви посакувам секое добро. До скоро. Чао!